Акцијашите од Плачковица и по 40 години имаат желба и сила да градат уште. Некогашните младенци кои го градеа патот на младоста долг 43 километри се собраа да одбележат 4 децении од акцијата. Моментално да ти кажам, сум многу возбуден за тоа што после 40 години гледам некои луѓе со кои што сме поминале еден известен период на акција, која што ја карактеризираше ентузијазам, желба, ведрина, услови или состојба на луѓето кои што сега многу тешко ќе ги најдеш. Јубилејната средба, освен за дружење, беше повод да се потсетат на деновите од нивната младост. Бев заменин командант на Плачковица 76 година, мина 40 години и имав голема врска, така да морав да бидам буден цело време додека сите легна. 6 бригади од цела Југославија, тогашна Југославија, од Косово, од бригади имавме од Љубљана и така да имавме голема одговорност. Не дозволувавме никој да се повреди. Тоа дружење, тие средби, посебно кога се испраќаа бригади, кога се разделуваа, не може да се дочара. Само да бидеш там присутен за да го осетиш тај драж. За мене тоа е еден најубав дел од мојот живот. И би посакувал младиве денеска, барем дел од тој убав живот да го доживеат, да има можност барем месец, 2 или 3 да проведат на работна акција, но зависи од околностите, но ако се направат напори, би можело тоа да се оствари. И по 40 години големиот ентузијазам и младоста не застануваат. Па желбата кај овие луѓе да се вратат акциите се уште гори. Сите бригадири и акцијаши има желба да продолжи тоа. Меѓутоа, пак ќе речем, тој општествен став го немаме. Као да сме игнорирани, као да е заборавено. А едно е битно. Акцијаш е нешто посебен феномен. Он не е ни лев, ни десен, ни неутрален, ни средина, ни полусредина и тоа. Он е едноставно акцијаш. Сепак, акцијашите од Плачковица од својата намера не се откажуваат и се упорни во замислата да се вратат акциите кои носат многу вредности. Ние се бориме за реформирање на младинските работни акции во Република Македонија. И се ќе сториме да работните акции добијат нов белек и нов лик во 21. век. Свесен за тежината на организирање, меѓутоа, како може со оглед на тоа дека се стремиме да одаме кон Европската Унија, веројатно ќе бараме и некои нови модули како да ги организираме младите генерации за да можеме да ги вклучиме. Токму со оваа мисла заврши јубилејната средба на акцијашите, со надеж дека акцијаштвото и неговите вредности нема да исчезне заедно со нив.